Дали от хипотезите P повлекува Q или R, S повлекува P или R и хипотезата S и не R може да заклучиме Q. Ова е задача од овие хипотези, ке го заклучиме. Ајде да видиме што имаме. Ја ќе запишем првата хипотеза. P повлекува Q или R. Ова е хипотезата 1 и предпоставката 1. Хипотеза на македонски. Предпоставка. 2. Втората предпоставка S повлекува P или R. И третата предпоставка ја пишувам. Тоа ни е S и не R. Значи имаме S и не ова ни е предпоставка 3. Продолжуваме со задачата, треба да стасаме до Q. Имаме дека важи S и не R. Со упростување, подетално претходно зборувавме за ова, може да кажеме дека е исполнето и S, значи упростување на 3 и 5. Под 5 имаме и не R, исто така од упростување на 3. Немој случајно да направите ваква грешка. Ако имате P или Q, од ова да направите дека следи P, дека следи и P и дека следи Q. Ако имате или, ова не е точно. Јасно? Што е доволно за или? Барем едното да е исполнето. Немој ваква грешка да направите. Продолжуваме понатака. Имаме S и S повлекува P или R. По модус поненс, ако примениме тука, имаме S и S повлекува P или R, може да заклучиме P или R. Значи имаме модус поненс на 2 и 4. Ајде, вака беше. Ако е исполнето P повлекува Q и P, тоаш може да заклучиме Q. Тоа ни е модус поненс. Продолжуваме понатак. Видејќи е исполнето P или R, но исто така е исполнето и не R. Значи важи не R и важи P или R, тоа што мора од овде да важи за ова да важи. Знаме дека негацијата на R е исполнета, за да важи ова P или R, значи знаме дека ова не важи, што не R важи, R не важи. Што мора да важи од овде? Или што мора да е точно? Мора да е точно P. Значи P или R и не R ни е кој закон? Имавте како закон, но да видите од каде се добива. Имаме P или Q и не Q. Може да заклучиме P, дисјунктивен силогизам. Значи, од P или R, ова стрелка да не ме буни, од P или R и не R може да заклучите P. Дисјунктивен силогизам на 5 и 6. Продолжуваме понатак. Сега, видејќи Q ми е само во првата предпоставка, сакав некако да стасам дека е исполнет овој дел или дека не е исполнет, зависно од задача. Така гледајќи ги работата. Имаме P повлекува Q или R и имаме P. Пак употребуваме модус поненс. Сега, од модус поненс на 1 и 7 следи Q или R. Значи модус поненс на 1 и 7 и во последниот чекор ќе дојдеме, во наредниот чекор ќе дојдеме до заклучокот Q. Како? Имаме Q или R и не R. Од тука може да заклучиме Q и ова ни е дисјунктивен силогизам на 5 и
8. Повторувам, добро запаметете ги законите. Им правилата на заклучување, поточно кажано, вакво нешто немој да направите, ова важи само кај и упрестувањето. Конечно, од дадените предпоставки може да кажеме дека може да се заклучи куп, тоа го заклучиме.